Разговараме со Митко Гогов, еден од основачите на конкурсите во чест на нашиот поет Анте Поповски, Анте во слово и Анте во перо. Причината за овој разговор е објавувањето на резултатите од годинашниот четврти поред конкурс Анте во слово. Гогов, добре дојде во вестите на Канал Вис. Може ли да ни кажете пред се како помина овој избор на Анте во слово и да ги соопштиме имињата на добитниците? Да, најпрви на Сузана, голема благодарност до ТВ Канал Вис затоа што ги поддржуваат сите активности и сите проекти кои се иницирани од Сдруженијето за развој на култура и заштита на културно наследство контекст од Струмица. Знаеш дека и ова меѓународна награда и овој меѓународен конкурс Анте во слово започна така непредвидливо, но сосем во прав даден час и во право време за да се продолжи доајенската работа на нашиот великан на македонската книжевност Анте Поповски. И да, особено ми е драго што и во сите овие тешки времиња на корона пандемија, на затворени граници, на адаптација на новите начини на комуникација и разменување на се она што претходно се викаше културно богатство, и оваа година успеавме да реализираме успешен конкурс. Го завршивме пред неколку дена и едногласно доневме одлука дека годишен лауреат на четвртото издание на Анте во слово е Иван Антоновски. Особено ми е драго дека, иако имавме еден извесен период на технички проблеми внатре во организацијата кои не се од природа, од јавна природа, би сакал да кажам дека навистина сум благодарен на сите поети и автори од Македонија кои безрезервно учествуваат на конкурсите организирани од Контекст, па така и оваа година имавме повеќе од 120 пристигнати авторски уникатни трудови, од кои 70 беа избрани во поширока селекција, од кои секако дел ќе заминати во она конкуренција и за големата награда Анџело Лавекија која се доделува во Сицилија, затоа што не нагласивме на почетокот дека во суштина базата на оваа меѓународна награда се наоѓа како дел од другата меѓународна организација Ангело Лавекија во Сицилија, Италија. Антоновски е лауреат на годинешното Анте во слово, меѓутоа кои се останатите наградени автори? Да, околу Антоновски жири комисијата оваа година во состав Геро Лавекија како представник од меѓународната организација од Италија, Драгана Евтимова како минатогодишен лауреат, јас како основач и Александар и Жорж Поповски како представници од семејството. Избравме навистина уникатни, автентични стихови кои потсетуваат на роднокрајната љубов и на оставштината што Анте Поповски ни даде преку неговиот збор, но и преку неговата дипломатска работа. Кај нас годинава на второто место, освен на песната Нека биде запишено на Иван Антоновски, која е прво наградена, втора награда годинава доби нашата роднокрајка Виолета Танчева Златева за незината песна Стакло, а третата награда годинава ја делат Ива Дамјановски, овогодинешниот добитник на Браќа Миладиновци, и Кристина Кивмае од Италија. Оваа година исто така имаме специјални награди. Специјалните награди ги доделуваме на Билјана Станковска. Имаме една награда за Брајан Кверк од Соединетите Американски држави и една награда како и секоја година со која ги поттикнуваме младите автори да се вклучуваат, која ја дадовме на Ведрана Петров. Може ли да се подсетиме како се роди соработката со конкурсот во Италија и контекстот Струмица и како Анте се најде во заедништво помеѓу овие две соработки? На второто или на третото издание на фестивалот Il Parnaso Ангело Лавекија јас добив награда и тогаш ја имав можноста со помош на македонскиот народ да отидам и да си ја подигнам наградата, а од председателот на тој фестивал добив понуда некако да направиме награда која ќе биде
истовремено и одбележување на некој великан од нашата поетска книжевна сфера, но истовремено ќе биде и можност полесно и можност и прилика полесно нашите автори да бидат представени на тој меѓународен конкурс. Затоа што и претходно бев дел од македонската јавност, веќе знаев дека има за многу автори од современата македонска книжевност востановени награди, но овде некако изостануваше Анте Поповски. Па затоа некако без дилема одлучив дека Анте Поповски е поетот кој е познат и по неговиот космополитизам. Тој соработувал со различни професии на луѓе од целиот свет и во разговор со неговата фамилија тие ја поддржаа таа идеја и така контекст стана носител на оваа награда. Всушност ова е меѓународна соработка, така да ние сме од Струмица од Македонија, но ги имаме и Илпарнасо од Сицилија. Ги спомнавте пред малку проблемите кои што во комуникацијата, воопшто во соработките кои што ги создава пандемијата. Меѓутоа се чини дека поезијата успева да ги премостува сите тие препреки, а доказ и бројните фестивали кои што се одржуваат овој пат преку интернет платформите. Имавте неколку вакви настапи, неодамнешниот беше се чини на еден поетски фестивал во Шкотска. Како поминуваат? Успева ли интернетот да ги ублажи сите овие процепи што ги созда во комуникацијата, во споделувањето на енергија и поетска срж? Морам да кажам дека секој од нас се обидува на најдобар можен начин да го представи тоа што го работи. Независно дали е тоа ликовна уметност, дали е тоа книжевност, филм, театар. Но задолжително морам да кажам дека, иако ми е особено драго да бидам дел од сите тие меѓународни поетски фестивали, како последниот шкотскиот поетски фестивал Станца, на кој имав чест да учествувам заедно со академик Катица Кјулавкова, навистина во текот на оваа измината година, од аспект на продукција, се имаат развиено многу, па во моментот не говориме за едноставни вклучување на Skype или на Zoom, туку разговараме за сериозна продукција во која има луѓе кои се задолжени за директно вклучување на одредени луѓе, заедно со монтажа на веќе готови материјали, заедно со некои стручни анализи кои ги даваат одредени критичари, и мислам дека има некое подобрување, но сепак ќе кажам дека за мене како човек кој имал близок контакт честопати со публика, сметам дека поезијата заслужува да биде слушната во живо, исто како што и театарот заслужува да биде виден во живо. Иако, како ни помогна да не ја изгубиме публиката и да не ја изгубиме комуникацијата со нашите колеги од странство, но се надевам на вистина дека овој гап период ќе заврши многу скоро и ќе се вратиме на нормалата, иако можеби ќе биде намалена, затоа што и во текот на оваа година и повеќе самиот народ се одвикнува од посетата на културни настани, најмногу заради загриженоста, но како од една страна помагаат и имаат добри аспекти овие дигитални сајбер вклучувања, затоа што ни го одржуваат менталното темпо. Не одржуваат да бидеме во текст со актуелните творештва кои излегуваат на регионално и на меѓународно ниво, но како поетите чежнеат по тие блиски разговори во живо, каде освен интелектуалното ниво можеш да го почувствуваш подобро и емоционалното, овде и слободата на експресијата која како е поблиска и почовечка кога разговараш конкретно на тема поезија со некој од
колегите поети од светот. И уште во поетски манир да го заокружиме ова вклучување, овој разговор, кога да ја очекуваме новата книга на Митко Гогов, ако се знае дека еве годинава доби поддршка од Министерството за култура. Дали е веќе во подготовка или допрва ќе се работи на техничката поддршка на самиот ракопис? Кога издавачите ги аплицираат нашите нови дела во Министерството за култура, ние веќе треба на нашите издавачи да им ги понудиме нашите готови дела. Во таа насока голема благодарност до комисијата која годинава одлучуваше за книжевниот, издавачкиот дел. Благодарен сум и на издавачот Макавеј кој годинава реши да застане зад моето дело. Да, линиер бројки е готов, веќе е во подготовка за печат и се надевам дека напролет, независно од тоа дали ќе има саем на книга како вообичаено во пролетниот термин или ќе биде некаде септември, јас се надевам дека веќе напролет читателите и оние кои го почитуваат тоа што го работам, ќе имаат можност да ја видат и мојата трета книга, затоа што станува збор за повторно еден експериментален, концептуален проект во кој правам комбинација од хаику поезијата, знаете тоа е стара јапонска форма на поезија, заедно со цртежи минијатури, кои исто така полудираат на таа источна мистика и имам исто така 30 реакции од познати личности на јавноста кои ги дадоа првите импресии врз основа на минијатурите и врз основа на поезијата. Така да овој нов концепт, ова нова целина од 3 во 1, се надевам дека ќе биде интересен за читателите и што поскоро ќе го видиме. Ти благодарам многу за разговорот. Благодарам и на вас.